Жителите на општина Брвеница бараат решение на проблемот со регионалниот пат 404 кој минува низ центарот на неколку села од оваа општина. Често се случуваат сообраќајни несреќи кои некогаш дури завршуваат и со тешки последици. Последниот случај кога тешко беше повредено 2-годишно девојче е уште еден повод да превземат мерки за решавање на проблемот. Патот поминува строго низ населеното место. Тоа е она што се разликува од регионалните патови. Брвеница е населена во должината на целото населено место. Имаме за жал во изминатела година неколку случаи што се со трагично завршување, пред неколку дена каде што само јас знав како се осеќав, дел од мојата фамилија имаше тука случка. Деевме на детето да се спаси, фала Богу е во добра состојба. Ова е превентива за понатамо, мора да се преземе на овој пат мерка. Населението е застана за ова поддршка со потписи, секое домаќинство ќе даде поддршка. Ова барање е насочено да се постават потхитно лежачи полицајци културно, а намо каде инспекторатот ќе одлучи дека треба, се приклучуваат уште луѓе, од понеделник ќе биде масовно, сите ученици нема да ги пуштуваме и децата во 2000 година и уште тога има инциденти. Секој пат оправдувањето е дека регионален пат 404, што за мене тоа нема важност. Поминувајќи низ Хрватска има магистрални патишта каде што се обезбедени со лежачи полицајци, бидејќи населението и куќите се населени на самиот пат. Од дворот протрчува детето, не е во можност да се брани. Дете немаме ни обележано ниту премините каде што се, значи нема оправдување Македонија пат дека е регионален пат 404, тука завршуваме. До сега неколку пати имаат барано од надлежните да го решат овој проблем со поставување на лежечки полицајци или пак тротоар, барем од едната страна на патот. Ќе се залагаме да мора и општината нешто да преземе мерки во овој случај, по можност и тротоари да се направи, барем од едната страна, затоа што може да дојде тогаш до собирање вода на патиштата, али барем од едната страна и тротоар да може да се постави по целата должина на населеното место и лежачите полицајци се во исто да биде поставени што е поскоро време, да не се одложува тоа да биде, сега нема финанси, сега има, па да се тоа одложува во недоглед, него да се презема што поскоро мерки за сигурност на општо на сите граѓани на Брвеница. За неполни 2 години на овој пат животот го загубија 2 лица, а пред 3 дена 2 девојчиња и нивната баба беа удрени од автомобил, прешто едното од девојчињата беше потешко повредено. Моментно се наоѓа на скопските клиники каде заздравува и е во добра здравствена состојба. Протестите брвенчани ќе ги продолжат секој ден по 2 часа, од 10 до 12, а од понеделник протестот ќе се одвива од 7 до 9 часот.